кој што го има усвоено владата, корист од рудникот е 2% од вредноста на злато. Сето останато е корист на фирмата која што ќе го експлоатира тој. За Македонија, за граѓаните на Македонија само 2%. И се разбира штетата и последиците, што треба со генерација да се Само да прашам, се што слушам, за технологија на експлоатација на злато, поставам прашам, има ли некој функционер во Македонија со такво борен ум да подпише таква концесија? Само да ви кажам, колективна одлука на владата, имаме ги под процедури кои се министерството на влада, без знам да ја подпишал одлука на владата. Влада носи кој, а некој ја подпишал. Како и за ОКТА, Груевски не бил таму да подпише, па Пешевски има подпише на место него. Јас сум брат од него, че не. Предно, малко трако, бидејќи времето е многу стесно по моје. И пишот сум оптимист. Ние чак го размислам како мене, како брзи морски ги помина. Што рече пред малко Дијан Поповска, јас имам обавам разговор со делни на некои други, али што ги разговараше едно многу мал багаж на општа култура. Он не може тоа да го ради. Он го чуше само сите од Канал 5 и тоа ги забори. Ги понова, тие ги научили и се монтирали до мозгот и како, и нема шанса на да не добри. Толку не. Доколку нема други прашања и коментари, можеме само да заклучиме дека на општина Гевгелија и на Република Македонија час поскоро треба да се случи да добие локална и централна власт која ќе работи честно и одговорно и транспарентно и која здравието и животот на граѓаните и заштитата на животната средина и природните богатства на Република Македонија ќе ги става пред сите други интереси. До тогаш би било добро да извлечеме заеднички заклучок од сега ова и сега и во иднина, значи добро е што започна сега во Гевгелија, меѓутоа да не скласне тука, да не заврши само со оваа тема. Гевгелија и Република Македонија имаат и текако потреба од заштита на животната средина. На сите ви благодарам за присуството. Да се обидеме недела 23 април, не само ние, туку и сите наши пријатели, познаници, роднини, дури во едно од населените места еден човек рече не само нашите, да ги поканиме не само нашите пријатели, туку дури и нашите непријатели да излезат на гласање во недела и нормално да гласаат против референдумот. Уште еднаш на гостите и на сите присутни ви се благодарам за вашето присуство.